Две импресивни средби, долга средба со папата. Можете да замислите како изгледа разговор со еден врвен математичар, филозоф, ама и духовен човек. Неверојатно нешто. Една посветеност, решеност да даде свој прилог во решавањето на светските проблеми, посветеност на најранливите категории, повторно како што тоа го правеше претходниот папа, но исто така и ставање, заложби за ставање крај на војните, посветување на мирот, исто така мисли дека во светот треба да се случат реформи во Обединетите нации, во смисла на нивно вклучување во решавањето на проблемите, ама исто така и преиспитување на патот по кој што тргнале многу политичари. Пат кој нема ништо заедничко со уметноста на политиката, туку главно се темели околу тоа кој кога и како добива. Како него исто така и председателот Матарела е познат политичар, но и државник. И што е најважно, наш голем пријател. Ги реафирмиравме заложбите за реинтеграција на Западен Балкан, значи за нашата реинтеграција во Европската Унија. Она што е најважно што го чув од него е дека веќе разговарал и со господинот Антонио Кошта, но исто така и со господјата фон дер Лајен за она што нам ни се случува. И не само како член на групата пријатели наши, туку исто така и како голем пријател на Западниот Балкан, рече дека не сме Европската Унија да дозволи ние да бидеме жртва на идентитетски прашања или на билатерализација врзана за идентитетските прашања. Очекува и јас очекувам да дојде до разговори со нашите соседи, да видиме кое може би е најдоброто решение. Јас повторно се разбира ги реафирмирав нашите заложби за гаранции, бидејќи ако ова биде уште една од промените за која што на која што укажува Европската Унија, тогаш не само што нема ништо да добиеме ние, туку нема да добие ништо ни Балканот, бидејќи приказната за ветото и приказната за билатерализацијата на евроинтеграцијата ќе се повтори. Значи, повторувам, и папата, и председателот на Италија велат дека биле и остануваат наши пријатели и дека на вистина на тој пат нема да ги заборават ниту принципите на Европската Унија на кои јас повторно посетив, бидејќи Европска Унија без принципи и вредности не може да биде филозофија, не може да биде престижна и инспиративна заедница, но исто така и на потребата да седнеме културно со соседите, во случајов со Бугарија, и да го решиме проблемот. Председателке, на крај си разминивте пригодни подароци. Што вие му подаревте на папата, што тој на вас? Прекрасни подароци, да. Папата ми подари една прекрасна, не знам што беше материјалот, значи жена, и символ на јустиција, символ на правдата, со верба дека навистина предпоставувам жените можат да направат многу во светот. Тој знае, се разбира и за мојата професија. Јас што му подарив? Еден прекрасен дрворез со, се разбира, со лозница, со гроздови, нешто што се среќава во сите наши цркви, нешто што символизира плодност, нешто што символизира исто така дека ние не смееме да ја заборавиме крвта на Исус Христос, кој што се жртвувал за нас, нешто што не спојува. Мислам дека двата подароци се
имаат пораки. Мислам дека папата навистина е прав човек на право место, не само ерудит, туку и човек од верба, човек кој што умее да разговара, да помага, а убаво е кога секое доаѓање овде имате можност исто така да го посетите и председателот на Италија, кој инаку е мој колега. Мислам дека неговите зборови се охрабрувачки за нас и дека и ние треба да сториме се за да решиме еден многу важен проблем. И за него политиката на проширување е многу битна. Никогаш немало поголема потреба од обединување на Западниот Балкан во Европската Унија. Се разбира, реков, врз основа на принципите кои што се важни за демократијата, но исто така важни и за нашиот просперитет. Председател, ќе ви благодарам. И јас ви благодарам.